Железото се кова додека е жешко, вели една стара народна поговорка. Со трудот и вештата рака на ковачот се изработувале разновидни предмети од железо. Во минатото, сарачката чаршија ечела од ударите на чеканот. Се слушале звуците од машините, надалеку од дуќаните на ковачите. Тие пак изработувале разновидни железни предмети, скулптури, украсни и сакрални предмети, кунски прибори и алати, потковици за топитокот, како и предмети за секојдневна употреба. Овој занает останал како семена традиција во семејството Павлови. Денес традицијата на ковачкиот занает ја продолжува Симеон Павлов. Тој се сеќава дека во минатото овој занает бил и основна екзистенција во нивната фамилија. Од колено на колено се пренесувал во фамилијата. Прво неговиот дедо, а потоа и неговиот татко. Се сеќава дека во дуќанот кој што се наоѓал во сарачката чаршија, неговиот татко Миле Павлов ковал секојдневно разновидни предмети што му ги носеле муштериите. Највеќе работа имале во пазарните денови, кога луѓето, дали од село или од град, ги носеле предметите кај ковачите. Неговиот дуќан бил преполн со безброј алати. И денес тие можат се уште да се најдат во работилницата на Симеон. На црнетите ѕидови висат клинци, мотики, маши, српови, копачи, пили. Сето тоа говори за еден занает кој пркосел долги години низ времето. Вашиот татко долги години се занимавал со овој занает. Овој занает всушност е и ваш фамилијарен занает во семејството. Каде почнал тој да работи, да ми ја раскажете целата таа приказна која што е поврзана со него? Па видите, мислам, врска со самиот занает, стварно е долга оваа приказна. Се потекнута дори од мојот дедо. Дедо Симон го викале на времето. И он кога дошол овдека у градов да живее, дојдене од село Скачинци, се занимавал со, отишол да работи кај некој чирак таму во занаето и од кога се усовршил, си отворил самостално дуќан да си работи. Од неговата работа после се префрлила на го повикал и неговиот син, тоест мојот татко да во дуќанот да почне и он се занимавал исто со тоа и мојот татко како одел у школо во времето тогаш кога оделе кога деца оделе у школа, сабале били у школа, па после оделе на работа кај во занетите. И после известно време он се стекнува со тоа занетчиско право, затоа што порано се полагало едноставно за да може да дојде да работи и продолжиле самостално двајцата да си работат долги години и кога дојде ситуација да татко ми отиде у пензија, јас по сплет на околности дојдов и ја продолжив низесен начин таа нивна работа, да не речам фамилиарна работа, занетчиска. Релативно се мислиме дека успешно, сега колку е успешно, тоа е ствар на муштериите како такви. Можам да кажам слободно дека во поранешните времиња овој бил занет доста ценет, затоа што на известен начин правеле едноставно од обично железо, правеле предмети, правеле алати кои што на тие луѓе им требало за да се свршат својата работа едноставно. И било доста оптеретени од побарувачка, затоа што и тогаш селата, Велешки, околните села на градов биле доста јаки и луѓето им требало тие алати што им требале за работа, едноставно да ги користат и да им бидат успешно во работата, барале едноставно подобри алати да бидат за да добро да се сврши работата нивна, каква е таква што имаат у моментот. После со текот на времето, како се индустриализирал градот, да не речам, низесен начин, опаѓаат низесен начин и занетчиски работи што ги имаат. И релативно во границите, например, на своите способности, колку можеле они, како и со староста си дозволувале да може да работат, али важно, со самиот степен на индустриализацијата, мислам дека почнало више и да замира тој занет. И сега, во моментот, јас сум до уште некоја година, ден, прашање 2 да па после пензија морам да идам јас, пошто сплет на околности, а другото, времето ќе каже.
Каде се наоѓал нивниот дуќан? Дали нивниот дуќан бил дел од онаа позната сарачка чаршија? Да. На времето, ја уште како детиште, во моментот кога беа таа сарачка чаршија што ја велите вие, беа сите дуќани со станечи во градот, стариот дел на градот, како да речеме, и имаше многу развиено тоа подневје, го викаат еснафлак меѓу самите гуштери, меѓу самите занетчи. Едноставно, многу си има меѓу себе самите занетчи контакт, мислам, еден со друг, помош еден со друг си правеа, што им требаше, ако требаше некои работи да си ги свршат, за да си помогнат едноставно, и беа многу блиски на известен начин во самото понашање меѓу нив. Сега, со текот на времето, општината како реши за да се иселат овие од таму, не знам, посреди, не знам тоа, па дојдовме на оваа нова локација. Исто оваа нова локација е исклучиво направена, исклучиво за тие занетчи од старата сарачка чаршија, да бидат на едно место лоцирани, за таму да се прошири капацитетот на сообраќајот како такво. Ево и сега сме сведоци за тоа што се прави таму. По што практично се состои работата во овој занет? Ковачкиот занет во моментот и уопшто земено се состои со тоа што се изработуваат и на времето се изработувале. Сега не е тој степен, пошто сега фабрички доста се произведуваат доста предмети. Се изработувале предмети од обично железо. Алати се правеле, дали се правеле секири, копачи, мотики. Сите тие алатки кои што на известен начин на земјоделецот му биле потребни за да се сврши својата лична работа во село или пак на луѓето во град, едноставно ги правеле тие алати од обично железо. Ќе најдат било што, каде имало, како има сами, они си знаеле по кој основ, ќе нашле и од самиот предмет правеле едноставно алати. Тие алати биле мотика, копачи, вралници за орање и едноставно било такви алати што на луѓето им требале и што доаѓале тука да ги прават. Дали во дуќанот на вашиот татко и додека тој работел доаѓале некои чираци или калфи да го учат овој занет? Да. Во времето додека траела работата негова во овој дуќан, пошто ние кога времето не сме биле, синовите негови не сме биле во моментот, сме оделе на школа, сме проучеле, мислам, други школи, не сме биле во дуќанот, доаѓале луѓе, доаѓале дечиња, исто калфи или чираци на известен начин. Во тоа време актуелно било чираци да се стават, деца кои што завршиле основно образование и не можеле, не продолжиле, да речеме, во друга школа, средна школа, и доаѓале да учат занет овдека кај татко ми. Он им пренесувал од своето лично знање, нив, во самото присуство нивно што било во дуќанот, тоа они стекнувале едно соодветно знање кое што на известен начин во животот многу после го користеле како такво. И са релативно можам да кажам една историја што е десена на известен начин на едно чираче од овој дуќан. После години од кога си завршил он со работата, од тие кои завршуваат, одека полагаат за да стекнат некој соодветно диплома на завршен занетчије ковач. И едно момче кое што работело овдека во Дуќанов, после години поминати тука, се отишло на друго место и доваѓа ки татко ми на Дуќан и му вика: мајстор Миле, не знам да најдам зборови колку да ти се заблагодарам во животот што ми помогна. И вој сега татко ми го гледа: што сум ти помогнал? Ја си дошол овдека, си работел, што требало сум ти платил, како така? И он вика: Шко Биле, види што мислам каде ми е твојата помош. Во една ситуација кога го бара работно место, за да се запосла на тоа работно место, се пријавивме повеќе кандидати. Тој директор на тоа фирма кај што требаше да работам, не собра сите нас таму што бевме и ни вели: дечки, пошто сите знаете што треба, како треба да работите, еви еден предмет кој што ви го давам и да видам кој како ќе го направи најдобриот и најквалитетниот што ќе го направи, вика едноставно тој ќе биде и примен.
И кога вика, јас едино дојден вика од занетчиска работилница дојден таму да работам, а другиве дечки ми беа дојдени од завршени вие средношколски, вие узус пред школи, која го видоа предметот, прв пат го гледаат у животот. Вика, јас само што го погледнав и бам, бум, го направив како што треба и тој се почуди. Вика, од кај го знаеш? Вика, јас ова вику рака сум го држал. Сум го работел затоа што кога сум бил на занет, ние таму сме работели нешто, сме правеле алати, а овие дечки бе само може со книгата биле оптеретени по мислата. И вика едноставно детево вика условот за да се запослам беше тоа што ја така на известен начин преку тој занет сум добил знање така речено во самата работа. И после си продолжи вика да си работам, да се најнормално што треба да биде во таа. Се живееш ли добро во минатото од овој занет? Па во зависност фамилиарната како што ние фамилијата си одржававме, мислам дека беше добро. Само беше доста напорно за работа, затоа што занетчиската работа не праша дали сакаш или колку сакаш. Таа не те праша кога сакаш. Таа мора во даден момент, например, ти иде муштерија, заман ми треба, ама не можеш ти да речеш саат од сега ми е за да си одам. Работата е таква да мора да му свршиш работата и занетчијата бил за муштеријата. Тоа е специфична работа, демек занетчија и муштерија. Муштеријата е да дојде да донесе алатче што му треба да сврши работата, а пак занетчијата бил тој што едноставно да му ги исполни тие услови, него што ги бара тој за да му се сврши таа работа како таква. И таа едноставно врска меѓу нив била секогаш на ниво и едноставно луѓето секогаш се ценеле меѓу себе со таа дејност. Така да мислам дека условот за да се успее во самата работа било да занетчиите биле секогаш преокупирани со работата. Чак што више во една ситуација, можеби не е убаво да кажам, седеме тука со татко ми на времето и за него било несватливо во текот на работата да никој не дојде во дуќано добро утро да речеме. И седи така човекот пред дуќани и ми вика, синкове, абе денеска никој не се јави да речеме во дуќано, што малце абсурдно, ама за нив било несватливо затоа што дуќанот кој дуќан кога се работи, се знае зашто се работи, тој треба да иде муштери, да влева, да излева, пријатно за работа, ама тоа више како времињата се сменија и тие околности околу врска со тоа. Кои се основните алати во ковачкиот занет? Епа, основните работи, работи е чеканот, прво и основно, чеканот на ковалното, дувалата што се, мислам, корито за вода, бормашини, бурги, на апарат за варење. Има после чиви, разни чекани, клешти, клучеви. Па отприлика тоа е сега релативно, може од еден предмет повеќе такви предмети, има повеќе чекани, повеќе врсти на чекани према во зависност од потребата што бара предметот, алатот да се направи. Се правеле и такви чекани на известен начин, кои што барали и што сакал да се направи. Оти порано ти велам исто тоа, па ќе спомнам, па поново ќе повторам, колку биле тие алати карактеристични да се направат, да од обично железо да направиш ти предмет, да личи нешто за некоја си операција, така речено било карактеристично. Така, ќе може ли да ни објасните ова тука за што служи? Ова тука што е? Па, ова дувало овдека што се користи за загревање на предметите кои што се во моментот за изработка. Едноставно, во него се ставаат со ќумур и се пали и се грее предметот што е као предмет што е потребен да се загрее. Оти за паролата на занетчијата, на ковачкиот занет е само вруќото железо се кова. Што значи дека овдека кога се топли предметот, алатот као таков што е на огинот, огништево, и од тоа огниште од кој ќе се загрее,
адекватно, мислам, предметот кој такво, после со помош на чеканите се обликува во формата и потребата како сака да се направи тој предмет. Порано било, огништево исто е кој огниште од надворешна страна, али специфично било со условите, например, постариот Дуќан кога беше таму кај што беше во Старачка чаршија и кај што немаше толку ни струја во градов, оти струјата релативно сега по нови времења е преокупирана, имаше позади еден мев го викаа тоа, чолковачите мев, кој што со помош на една рачка, овдека стоеше една рачка, и се работише таа рачката да нагоре-надоле да се ствара ваздух за да може огништево да работи. И ние, ја и брат ми, ко деца, у школо кога сме биле, да речеме, на своја 5-6 деление, кога сме имали некоја физички способна можност да направиме, летно време кога бил одморите, па ќе доаѓаме овдека, ќе им работиме, ќе им помагаме на татко ми, не можеме да помагаме на чекано, дека не сме биле физички толку јаки, али на тоа дувалото, ко такво, сме помагали затоа што им требало ваздухот да работи огинот. Битна ствар е на ковачот е огинот да му работи. Оти тоа го загрева адекватно металот, што треба да се направи, и после едноставно се кова во зависност од потребата колку сакаш и како сакаш. Овој занет, мислам, специфичен со тоа што ги користи некои алати за работа. Тоа се шмиргелот, бормашината, менгемето и рачна бормашина во овој момент. И тие се служат бормашината за помали дупки кои што се користат едноставно во моментот кај што има потреба за да се некои алати да имаат дупка да се направи за да се састегнат. Шмиргелот служи за острење на предметите, како што се ножици за овци, стрижење, сега е ситуацијата уште можеби не месецов, ќе дојдат, ќе носат овчарите ножици кои што служат за острижење на овците. Тие се специфични малце и карактеристични, што мора да се пази колку треба и како треба да се острат. Тоа служи тој шмиргел кој таков. Ова голема бормашина е карактеристична што исклучиво се користи за поголеми дупки да се користат, да се направат. Едноставно, има ситуација кај што, например, недека треба да се направи поголема можност на това. Менгемето е продолжена рака на ковачот, затоа што го држи предметот што треба да ја обавува, дали ќе треба да го струга, да трие со него. И наковалното, ова е предмет што исклучиво на него се обавува целата дејност што има ковачот. Тука се става предметот, на него се чука, во зависност од потребата како треба да изгледа тој предмет, колку треба да се чука, како треба. И порано се користеле, да речеме, двајца-тројца околу него, околу ковачот, кои што треба да чукаат малце некој предмет што бил подебел и да се исчука поблиску повеќе. И користеле така со поголеми чекани, а ковачот во самата ситуација додека чукал, едноставно им ги упатувал кој каде треба да чукне едноставно во самата ситуација. После се користи вода кој што треба да се изгаси предметот за да се добие да се изврши едно калење, утврстување на предметите што ги користат и така. Друго некои поединости немаме, што би можеле апарат за варење, кај што има порано се специфично е тоа што пред да се појават апаратите за варење, мојот дедо како таков кога времето бил така речено ковач, специфично било што кога се вареле предмети, еден оски, например, за коли, скршена е оската и ако требало да се завари таа оска, до точка на топење едноставно ги загревале за да може да се спојат. И не се познавало како изгледа тоа место кај што било заварено. До тој степен едноставно работеле тие. Тоа било специфични работи што на известен начин сега во вакви услови несватливи се, али вистините. А може ли по текот на изработката да се случи нешто некоја несакана работа? Нормално, чим се работи едноставно со предмети, може не да Боже да се скрши нешто непланирано, да покаже, да пукне и да излета. Али мислам дека со повеќе контрола и само контрола на човекот, на занечијата конкретно,
дека се избегаваат такви случаи, али сепак може да се најде и повреда, мислам што е до тој степен голема како таква, да речеме. Може препосекотин да се обават и ред други работи. Така. А што мислите вие? Тежок ли е овој занает за работа? Па физички е ствар, мислам, тежок, али стварена навика на организмот и на човекот што го работи, за да си одреди едноставно колку може да се оптерети како таков. Али секоја работа си има своја тежина, така да не може да речеме и за некој што седи, цел ден кој ќе седи на едно место, му е криво и му е тешко од организмот, така речено, а во ова физички се оптеретува до степен додека може како такво да се направи и мислам дека сепак со адекватно употреба на сила, колку што може да се употреби, може да се опстане, така речено ова. Постојат ли се уште ковачи во нашиот град и дали мислите дека полека овој занает веќе изумира? Па, мислам дека веројатно сум јас еден од тие што сум регистриран уште. Не знам да немам слушнато друг да има некоја регистрирано за ова. Во Пчаршиева јас сум едини сега у моментов и релативно до кога ќе бидам, тоа е прашање, затоа што годините си идат сами по себе, мислам сплет на околности ќе бидат, така речено да, али мислам дека условите на животот што го пружаат, може би во даден момент ќе дојде ситуација која па ќе се повтори, ќе се поновуваат овие занаети, да дојдат до израз. Сега во моментот, мислам дека се преокупирани и младите со други активности, дали со, не знам, не е битно да кажам ја оценка за тоа. Така да, посебно за овој занает кој таков, мислам дека замира од аспект дека и младите не се јавува ни потреба за вакво нешто. Зошто, како, што, тоа не оставам на нив самите да одлучат.